Освоените 154.000 гласови се убедливо најслаб резултат за СДСМ на 11-те парламентарни избори од независноста до сега, што е неспоредливо со најдобриот резултат на партијата од 2002 година, кога СДСМ ја доби довербата од над 497.000 гласачи. Додека Ковачевски зборуваше дека било прерано да се посочи виновник, дел од раководството веќе се повлекува. Прв по дебаклот повлече нуга под председателот на СДСМ Фатмир Битики, кој побара целото раководство да го стори истото, а неколку часа од функцијата се повлече и Перо Костадинов. Мојата оставка комплетно ќе се ефектуира кога останатите мои другари и другарки кои го сочинуваат партиското раководство ќе го направат истото. Од првиот до последниот. Во целата моја политичка кариера барам лична одговорност од сите чинители. И овој акт е токму тоа. Како држава можеме да продолжиме напред само преку заедништво и добронамерност. Потребни ни се внатрешни и надворешни партнерства, силни институции и интеграција на земјата во ЕУ. Сонот за подобар живот дома е на сите нас. Поранешната министерка за труд и социјална политика Јованка Тренчевска соопшти дека се повлекува од функцијата председателка на форумот на жени на СДСМ за во партијата да настапеле нови лица. Од партиските структури се повлекувам целосно одговорно и самосвесно со сигурност дека не сум ја изневерила довербата која ми е дадена. А од денес во СДСМ нека настапат оние со квалитети, вистински знаења, лицата блиски до народот на кои им се верува. Нови лица неизвалкани од бремето на претходните функционери. Лидерот на СДСМ најави дека ќе следува отчетен партиски конгрес на кој ќе се донесат следните чекори на партијата.